Како најголем проблем по кој што ќе ја паметам 2020 година, освен таа потреба за социализирање, што сметам дека ја делам со мнозинството на млади луѓе, но и мнозинството на луѓе во глобала, е таа општа анксиозност и несигурност околу тоа што ни носи новиот ден, таа грижа за тоа кој од луѓето со кои што сме во контакт на дневна база би можел да го носи вирусот, таа постојана резервираност што јас лично сум ја осетил и кој што ја приметувам при контактите со луѓето, понатаму стравот од тоа да бидеме ние заразени, нашите блиски, па доколку сме заразени дали ќе го прележиме вирусот и така натаму. За мене најголемата пречка дефинитивно беше неможноста да се видам со моите пријатели кога и да посакам, како порано. Само за во тие ретки неколку пати кога се видовме, да се чувствува во воздухот само тој новонастанат страв и новонастаната недоверба, фактот дека моето присуство може да биде од животна опасност за моите најблиски пријатели, за моите најблиски роднини и обратно. Мене најголемата пречка во 2020 ми беше короната, затоа што не можев да ги возам сите трки, некои трки се откажа и немаше многу каде да тренираме. Për shkak të pandemisë këtë vit, problemi kryesor ka qenë shëndeti mendor. Unë personalisht kam hasur në vështirësi në disa periudha të vitit, po kam përshtypjen që për të gjithë ka qenë një bare rand. Бидејќи сум студент на интернационален универзитет, за мене најголема пречка во 2020 беше тоа што не можев директно да посетувам настава во живо од Абу Даби, не можев да патувам до таму, да се дружам со колеги од цел свет, да го испратам првиот испит и некои слични други работи што секој брусош треба да ги искуси. Меѓутоа сето тоа искуство го оставам за втора година. И оваа пречка, овој проблем е минорен во однос на тоа што други луѓе искусија во 2020 и што им се случи. Со оглед на фактот дека живееме во време на пандемија, ова одигра доста голема улога во 2020-та. Доколку оваа ситуација погледнаме од малку поразлична перспектива, ова исто така можеме да го гледаме и како една шанса да го паузираме надворешниот хаотичен свет и наместо тоа да се фокусираме на нас, на нашите желби, амбиции и да работиме до нивна реализација. Ја нарекла изминатата година еден предизвик, бидејќи предизвиците беа насекаде околу мене. Јас се трудев да ги прифатам и да ги надминам. Она што најтешко ми паѓаше поради ковид пандемијата е отсуството на блискост со моите најблиски. Најголем предизвик во 2020 година ми беше пандемијата. Верувам дека тоа беше најголема пречка за сите нас. Требаше да се привикнам на наставата да лечина, намалената интеракција со луѓе, социализацијата, носењето маски, нови правила и сите работи што пандемијата ги промени. Но ќе ве потсетам на таа дарвиновата. Не преживуваат најсилните видови, ниту пак најинтелигентните, туку најприлагодливите. За почеток посакувам и се надевам кога што е возможно светот повторно да се врати во нормала, а естествено на тоа очекувам и доста проекти, движења и многу иновативни и креативни идеи од младите. Доколку сакаме 2021 година да биде поуспешна од 2020, треба како држава, но и како глобална заедница да исполниме две цели. Првата цел се однесува на младите и нивното учество во пошироките државни демократски процес. Исто така, втората цел е гаранција на правата на заедниците, кои тие права не ги уживаат. Говорам пред се за родовите малцинства и ЛГБТ заедницата. Нивните права
мора да бидат еднакви со правата на сите други. Моите очекувања за 2021 година се многу едноставни. Посакувам светот колку што може да се врати до нормалата или барем близу до нормалата. Посакувам пред се здравје, бидејќи тоа и не научи оваа година да бидеме среќни со нашто го имаме и дека здравјето е најважно од се. Ако зборувам за себе, мојата желба единствена наредната година е да се стекнам со лиценца за доктор по општа медицина и да пружам помошта онаму каде што е најпотребно. Па лично сметам дека нереално и преоптимистички би било да го кажам дека очекувам работите да се вратат онака како што биле, односно да се вратат во нормала, но сметам дека на домашно ниво, како што беше во 2020 година, во кое што едноставно ни се отвори еден простор како млади, но и како поширока заедница да ги лоцираме проблемите кои што се навистина важни и суштински за нашето општество. Па така и во наредната година сметам дека и како млади и како општество конечно ќе ги адресираме проблемите кои што сите нас не засегаат, а и на глобално ниво дека конечно ќе научиме лекцијата од оваа пандемија и конечно ќе се обидеме на некој начин да ги преобмислиме и да ги преиспитаме многуте деструктивни начини кон кои што пристапуваме кон животната средина и самиот процес на исхрана, поради кој што всушност дојдовме до оваа пандемија. Për vitin 2021, uroj shëndetin të kemi në pikë të parë, sepse kemi kuptuar rëndësinë e madhe që ka shëndeti për ne. Po të na realizohen të gjitha ëndrat, dëshira që i kishim për vitin 2020 dhe na ngelen të parealizuara për shkak të pandemisë dhe të vizitojmë të gjitha ato vende që na ngelen të pavizituara këtë vit. Посакувам јас во 2021 најпрво да пројде короната, па потоа сите да се живи и здрави. И на крај, за мене сите трки мои да се повеќе и поуспешни. После се што се случи оваа година, мислам дека ништо не би не изненадило веќе во однос на 2021. Мислам, може да тргне и накај добро, и накај лошо. Мислам дека многу од нас не се надеваат на нешто посебно. Мислам, сите сакаат да патуваат и да можат да излезат надвор без маски и со луѓе како порано, но сепак мислам дека општо само се надеваме на подобро. Очекувам во 2020 да се нормализира ситуацијата со COVID-19 и да се искорени вирусот во сите земји од светот. Според мене, колку и да се здобивме со знаења од дигиталниот свет, колку и да научивме нови дигитални алатки и најдовме нови начини за поврзување во едно изолирано општество, сепак за мене е незаменливо искуството да можеш да бидеш со повеќе луѓе одеднаш во една просторија и да можеш да се дружиш со луѓе на поблизок начин. Ако нешто ме научи 2020, тоа е дека секоја желба е лесно остварлива и незначајна, освен таа за добро здравје и посакување на добро здравје помеѓу блиските.